Околу 100 нови диабетичари се откриваат годишно во Кочани. Од нив половина се со инсулинска терапија. Бројката на диабетичари постојано е во пораст. Во делот на превенцијата, Сдруженијето на диабетичари од Кочани организираше предавање наменето за средношколците од гимназијата Љупчо Сантов на тема Превенција и рано откривање на диабетесот. Предавањето го одржа доктор Александра Стефчевска од клиниката за ендокринологија од Скопје, која им укажа на младите за симптомите со цел рано откривање на диабетесот и начините на превенција. Председателот на Сдруженијето на диабетичари Кочани го истакна и распоредот на активности во делот на одбележување на Светскиот ден за борба против диабетесот 14 ноември, но ја истакна и поразителната бројка на лица со диабет во целата држава, која постојано расте и не го одминува ниту Кочани. Во среда, во гимназијата, ќе извршиме мерење на шеќер во крвта. Тоа ќе биде во утринските часови од 7:30 почнување. Додека во четврток пак, заедно со Црвениот крст на Македонија, на плоштадот во Кочани, пред продавницата Тинекс, ќе организираме исто така мерење на шеќер во крвта, на кое што ги повикувам сите жители на Кочани кои сакаат да дојдат навреме да си го премерат шеќерот. Ова го правиме со цел да промовираме состојбите со диабетесот на светско ниво, па и на општинско ниво. Се повеќе и повеќе луѓе се заболуваат од диабетес. Во Македонија имаме поразителни бројки. Веќе бројката поминува 120.000 лица со диабетес, од кои 40.000 лица се инсулинозависни. За жал, 500 од овие инсулинозависни се деца. И во Кочани бројките се исто така доста лоши. Ние веќе имаме преку 2.500 лица со диабетес во општината. Повеќе од 800 се на инсулин. Бројот на деца кои се заболени веќе е преку 30. Токму од овие причини ги правиме овие предавања како би на некој начин укажале на луѓето дека потребно е промена во начинот на живење, на начинот на исхрана и пред се превентивни прегледи за рано откривање на диабетесот. Препораките се токму тие, значи здрав начин на живот. Стресот како стрес не можеме да го намалиме, како еден од факторите, меѓутоа начинот на исхрана можеме да влијаеме на него. Ние се повеќе се храниме нездраво, со неквалитетна храна, брза храна. Еве гледаме дечињата и сега на големиот одмор брзаа да купат помфрити и така натаму, значи храна која не е добра. Од друга страна, се помалку физичка активност, децата се врзани пред компјутери, пред телевизори и така натаму, мала физичка активност, значи мораме промена на начинот на живење. Исто вакво предавање се одржа и во Виница. Инаку, според статистиката, 12% од возрастните во Македонија имаат диабетес. 14 ноември се одбележува како Светски ден за борба против диабетесот, чија цел е да се подигне јавната свест за болеста и да се преземат мерки за превенција и подобро справување со неа.